Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе направам еден краток осврт, една кратка рецензија за еден роман кој што ми е многу драг. Во последниве 2-3 недели додека работев, постојано слушав еден турски бенд Таксим Трио и тоа ме потсети на Истанбул, на атмосферата таму, на тоа колку ми е драг тој град, колку го сакам. А тоа пак ме потсети на еден роман кој што исто така ми е многу драг, романот за кој што ќе зборувам, а тоа е Музеј на невиноста од Орхан Памук. Орхан Памук, предпоставувам, повеќето од вас сте слушнале за него, тој е многу познат турски писател, преведуван, читан, популарен е многу. Во 2006 година исто така доби Нобелова награда за литература. А во една прилика исто беше во Скопје, кога издавачката куќа Табернакул му врачи една нивна награда. За Орхан Памук планирам да направам едно посебно видео, што ќе биде како писателски профил, како за другите писатели. И таму ќе зборувам малку и за неговиот живот и ќе направам преглед на неговите најважни книги, најважни романи. Доброто е што речиси сите негови книги, романите, а и некои книги со есеи ги имаме во превод на македонски, тоа е супер. Музеј на невиноста Орхан Памук го издава во 2008 година, 2 години откако ќе добија Нобеловата награда. Може би чувствувал некаков притисок дека сега треба да се покаже од кога да ја заслужи наградата. Меѓутоа не разочарува, затоа што Музеј на невиноста некои сметаат дека е еден од можеби најдобриот негов роман, ако не најдобар, тогаш еден од неговите 3 најдобри романи заедно со Снег и Се викам Црвено. Јас тука го имам и го читав овој превод на македонски во издание на Табернакул и 2013 година и во превод од турски од Ѓулнихал Исмаил книга. Во основа станува збор за љубовна приказна. Значи, тоа е главната линија на романот. Љубовна приказна меѓу Кемал, еден млад човек кој што доаѓа од едно богато семејство од високата класа во Истанбул, прозападно, модерно семејство, и една негова далечна роднина која што ќе сретне случајно во еден бутик каде што таа работи. Нејзиното име е Фусун. Значи, таа е млада девојка, 18 годишна девојка, која што доаѓа спротивно од неговата позадина, таа доаѓа од едно поскромно и сиромашно семејство кој што живее во сиромашен дел на градот. Оно што е интересно е што Кемал е веќе свршен со една девојка по име Сибел и планираат да прават веридба, планираат да прават свадба. Меѓутоа, тој се впушта во една интензивна врска паралелно со врската со Сибел со оваа девојка Фусун. И тоа ќе трае одредено време, се додека не дојде момент на веридбата помеѓу Кемал и Сибел, каде што Фусун е исто поканата и присуствува, и после тоа таа исчезнува. И тој не може да ја најде една година, нема никаков контакт со неа и е во постојана потрага по неа. Додека трае потрагата на Кемал по Фусун и движејќи се по тие истанбулски улици, по тие сокаци, обкружен со таа архитектура стара која што паднала во немилост на времето и едноставно запоставеност од страна на луѓето. Го гледаме како тој се движи постојано во агонија, барајќи ја, препознавајќи се во други девојки кои што ги среќава на улиците, и едноставно тука има една многу убава атмосфера прикажана, тоа е онаа меланхолија или чувство на загуба и болка, тоа е познатото чувство на турски хузур. И тоа преовладува и во овој роман, а и во други романи на Орхан Памук. Орхан Памук вели дека во 70-тите и 80-тите, а овој роман, действието на овој роман се одвива помеѓу 1975 и 1984 година. Тој вели дека во тоа време Истанбул и денес не е главен град, меѓутоа и во тоа време не бил главен град, и едноставно од она што го гледаме денес, од тие милиони туристи и од тој сјај и привлечност, немало ништо тоа, и чувство имало одредено помеѓу луѓето во Истанбул во тоа време, на одредена меланхолија, безнадежност, не очекувајќи дека нешто добро ќе се случи во тој град. И тој многу добро го доловува тоа чувство. Всушност тој има напишано една книга со наслов Истанбул, која што е негов мемоар, автобиографија, каде што низ призма на неговото растење и неговото детството и младоста во Истанбул, тој на некој начин прави една хроника за Истанбул, каде што живее целиот живот и град кој што многу го сака.
Во првата на половина на романот го гледаме Кемал кој што доаѓа од таква богата позадина, исполнет со себе си и обкружен со такви пријатели. Неговата вереница Сибел е некој вид на сноб и тие сметат дека се модерни, современи и дека една девојка да спие со некого, значи тоа не е никакво табу. Меѓутоа, постојано се во тензија меѓу тоа да бидат модерни и слободни, а сепак се уште на некој начин робуваат на она што е традиционално и конзервативно. Меѓутоа се случува еден пресврт кога Кемал ќе свати дека ја загубил Фусун и кога тргнува во потрага по неа тој станува доживува силна болка затоа што е веќе длабоко влюбен и опседнат со неа, доживува силна болка и почнува да страда и почнува и една негова трансформација во тој момент. Една година подоцна тој ќе успее да воспостави контакт со Фусун и со нејзиното семејство и ќе успее да договори средба да ја посети, меѓутоа открива дека таа веќе во меѓувреме се омажила за едно младо момче кое што се стреми да биде да успее во филмската индустрија, како режисер, како сценарист во филмската индустрија во Истанбул во тоа време. Од тука романот, ова е некаде на половината на романот, и од тука и тонот и действието се менува и тој ќе почне да упорно да го посетува семејството каде што е добре дојден и од тука во наредните 7 години тој речиси секоја втора вечер или барем по 4-5 пати во неделата ќе ги посетува и само за да биде во незиното присуство. И тука гледаме низ тие страници, гледаме приказната се развива и има еден многу интересен момент каде што баш има еден убав увид, преглед на некој начин во филмската индустрија во Истанбул во тоа време, а која што, ако не се лажам, во 70-ти и 80-ти години, не знам за квалитетот, меѓутоа во однос на квантитетот и обемот, таа била една од водечките филмски индустрии во светот. Она што Кемал почнува да го прави поради неговата обсесија и влюбеност во Фусун, почнува да се врти кон предметите кои што ја потсетуваат на неа. И во рокот тие 7 години тој постојано успева нешто да поземи, да украде нешто од незиниот дом и тие предмети почнува да ги собира. Подоцна тој ќе почне да патува во Франција и во други земји каде што ќе посетува мали музеи кои што го инспирираат и го воодушевуваат, за да подоцна кога тој веќе ќе има голем број на таква меморабилија на предмети кои што таа ги држала или ги помирисала или кои што ги допрела и тој веќе ги поседува и сака да направи да ја овековечи нивната љубов и да ја стави во една книга, а и да отвори музеј посветен на нивната љубов и на нивната врска. Она што Орхан Памук успева да го направи на многу интересен, гениален начин е да се вметне во приказната љубовната приказна меѓу Кемал и Фусун со тоа што Кемал бара некого што ќе може да му ја раскаже нивната приказна, кој што би ја ставил во еден роман, во една книга. И тоа е Орхан Памук влегува во романот баш со име и презиме како некој пријател син на пријатели на неговите родители и почнува да му раскажува приказната и да соработува заедно со него. Во меѓувреме Кемал купува една куќа и сака сите предмети кои што ги собрал, кои што се поврзани со Фусун, да ги стави во таа куќа, да ги направи во облик на музеј, каде што луѓето би можеле да дојдат и да ја посведочат за нивната љубов. Но тоа го прави на еден многу интересен начин. Тој сака да романот кој што ќе излезе на некој начин биде влезница за тој музеј. Оно што е интересно што Орхан Памук на вистина отвара во 2012 година музеј во Истанбул каде што купил куќа и се вика Масумиет музеси или музеј на невиноста. Неговата идеја било да кога ќе биде промоцијата, кога ќе излезе од печат музеј на невиноста, да истиот ден биде отворен и музејот, меѓутоа имал компликации, не успел да го направи тоа, и музејот на невиноста ќе биде отворен во 2012 година. И навистина, ако отидете во тој музеј, значи ќе добиете влезница, меѓутоа тука на 695 страна има дел каде што Кемал и Орхан Памук се договараат да кога луѓето ќе дојдат со книгата, да тука има едно место кое што ќе служи како нивни билет и ќе добијат печат и ќе може да влезат бесплатно со книгата.
И тоа е гениално замислено затоа што додека сте во тој музеј, бев 2 пати во музејот и мислам дека е феноменално направен и феноменално замислен. Буквално можете да во секоја витрина горе стои бројот на поглавието и насловот на поглавието и таму има предмети кои што се наоѓаат, кои што се спомнуваат во тоа поглавје. И можете една по друга витрина на 3-4 ката да се движите и да ги разгледувате тие предмети и да ја проследите нивната приказна. Она што Орхан Памук успева да го направи, што фасцинира, е што успева да направи две нешта. Да можете да го посетите музеот како на дополнување на книгата, едноставно да ја проследите приказната низ тие предмети архивирани таму. Од друга страна, музеот може сосема слободно да функционира како музеј кој што го архивира и го документира секојдневниот живот во Истанбул во 70-тите и 80-тите години. Значи може музеот и книгата можат засебно да функционираат, меѓутоа со книгата најдоброто искуство и најцелосно искуство е кога со книгата во рака ти се влезе во музеот и полека ќе се движи човек низ тие витрини, качувајќи се од приземјето до 4-тиот кат. И мислам дека книгата ќе ви се допадне, нема да сгрешите кога ќе се средат, кога опуштат работите, кога ќе се средат. Ако имате прилика да одите во Истанбул, задолжително да го посетите музеот на невиноста. И идеално од кога веќе ќе ја прочитате книгата. И значи ако веќе сте ја прочитале книгата и ви се допаднала или имате некакви коментари, ве молам искоментирајте. Исто така не заборавајте да кликнете subscribe на мојот канал.